Скопје останува европска престолнина на културата за 2028 година. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски успел да ги убеди во Брисел дека нашиот главен град ќе се соземе од големата запуштеност која трае со години и ќе успее да ги постигне потребните стандарди. Ќе се стасали за 2 години да се направи потребната трансформација. Градоначалникот најави инвестиции од над 55 милиони евра во клучна инфраструктура. Ќе мора многу плански и брзо да се работи. Скопје сега е многу далеку од она што треба да биде. На фино средување чекаат аквадуктот, Скопското кале и старата чаршија. Има таму многу што да се сработи. Универзалната сала пак чека да биде обновена веќе одамна. Таа беше храм на скопската култура. МКЦ исто така мора да биде светнат, а и музеите низ градот, универзитетската библиотека и театрите. Европска културна престолнина не се бива ако градот нема средени паркови и закрпени и чисти улици. Ветувањето дека сето ова ќе се среди е дадено во Брисел. И Скопјани го добија ветувањето пред изборите. Сега градоначалникот е на потек, мора брзо да работи. Солидарноста и хуманоста се позитивни работи кои се многу нужни во Македонија. Затоа и беше убаво кога деновиве бевме сведоци како клиниката за детски болести во Скопје прими донација од многу потребна медицинска опрема. Хуманитарната акција за нашите мали херои треба да е пример и за други такви чекори. На многу места се потребни донации, помош, подкрепа. Многу поединци и организации во земјава можат и треба да прават хумани гестови. Да, првично секаде каде е нужна помош треба да реагираат државните и општинските институции, но треба и граѓаните да си помагаат меѓусебно, да помагаат на заедницата. Постојат неколку хуманитарни организации кои со своите волонтери трчаат на сите страни. Има и свесни поединци кои делуваат, но тоа не е доволно. Сведоци сме на многу примери во земјава кога граѓаните масовно помагаат при големи катастрофи и дома и во странство, но што со некој овдешен случај на преживување или голема лична катастрофа. Имаме многу сограѓани и организации на кои им е потребна нашата хуманост. Мора многу повеќе да се свртиме кон солидарноста и да се запрашаме дали во јавноста се поприсутни хуманите луѓе или оние кои сакаат да грабнат туѓо. Крадец одземал пари од икони во црквата Свети Никола во Катланово. Сета таа дрска кражба била снимена од црковната камера. Снимки од настанот се вртат на социјалните мрежи и на нив се гледа како крадецот влегува сам во верскиот објект. Прво делува како ги разгледува иконите, но потоа ги собира парите оставени на нив. Верниците често велат, Бог гледа се. Овој пат гледала и црковната камера. Се уште не е познато дали е откриено кој е дрскиот крадец. По привременото стопирање поради локалните избори, продолжува исплатата на еднократна парична помош за првачиња и новороденчиња во аеродром, информира од општината. Оттаму велат дека со оваа мерка ја потврдуваат својата посветеност кон семејствата и најмладите жители на општината. Од почетокот на оваа година 564 семејства добија по 8.000 денари за новороденчиња, а досега имаме доделено по 3.500 денари на 350 првачиња. Исплатата на сите преостанати одобрени барања ќе биде целосно реализирана најдоцна до крајот на оваа година, информираат од општината. Сообраќајната некултура и понатаму царува по македонските патишта. МВР прави контроли, но бројката на несовесни возачи се чини останува исто голема. Само во последните 4 дена полицијата напишала 2415 казни. Она што загрижува е дека 435 казни се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. А пребрзото возење е едно од главните причини за многуте сообраќајни несреќи низ државата. Што да се направи за да се смират збеснатите возачи? За само овие 4 дена лишени од слобода за безобзирно возење биле 7 лица. Од приведените 6 мина возеле пијани, а едно лице за возење со голема брзина надвор од населено место. Од друга страна 270 лица биле казнети од и управувале возило без возачка дозвола, а 16 затоа што минале на црвено светло. МВР уверува дека ќе продолжи со контролите на патиштата. 62 годишен возач прегазил жена пешак на крстосницата на улицата Филип II Македонски со сервисна улица, информираа од СВР Скопје. Во полицијата било пријавено дека на крстосницата патничко возило со скопска регистрација управувано од возач од Скопје удрило во 46 годишна жена.
Повредената со тешки телесни повреди била пренесена во градската општа болница. Полицијата работи на расчистување на случајот. Скопјанка од концерт во културно-информативниот центар во Скопје завршила вчера во болница и паднала на глава решетка од вентилација која била монтирана на таванот. Од МВР информираа дека од ургентниот центар при комплекс клиники Мајка Тереза Скопје е пријавено дека кај нив била донесена 46 годишна скопјанка која се здобила со телесна повреда околу 22 часот за време на концерт во Киц, кога врз неа од таванот паднала решетка од вентилација. Од полицијата преземаат мерки за расчистување на случајот. 56 годишен скопјанец бил натепан од 35 годишен колега додека извршувал работни задачи. Двајцата се вработени во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Како што се наведува во полицискиот билтен, синоќа 1 час пред полноќ во полицијата натепаниот пријавил дека околу 16 часот на подрачјето на Карпош во Скопје, додека извршувал работни задачи како вработен во ЈП Комунална хигиена Скопје, бил физички нападнат од неговиот колега од село Грчец, Скопско, кој употребил и тврд предмет. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Граѓаните со попреченост имаат уште 10 дена, односно најдоцна до 1 декември, да поднесат барање за користење повластени паркинг услуги во 2026 година, соопшти од јавното предпријатие Градски паркинг. Пристигнатите барања ќе ги разгледува комисија на предпријатието, која е надлежна за нивно евентуално одобрување. Веќе 3 дена поројни дождови низ цела Македонија. Во изминатите 24 часа најголема количина на врнежи е измерена во Претор, каде наврнаа 66 литри на метар квадратен. Следуваат Крушево со 37 литри и Битола со 30. Најмалку дожд имало во Гевгелија, само 3 литри. Според управата за хидрометеоролошки работи и во наредните денови времето ќе биде слично, променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Некаде врнежите ќе бидат пообилни. Максималната температура ќе се движи меѓу 13 и 19 степени. Во Скопје исто така ни следуваат денови со променливо облачно време и со повремени врнежи. Максималните дневни температури ќе бидат околу 17 степен.